Иако до октомвриските локални избори за советници и градоначалници преостануваат нешто повеќе од 4 месеци, во поголемите општини се уште во игра се поголем број кандидати. Партиите очигледно со големо внимание и темелно истражување на рейтингот на кандидатите кои се во игра ќе настојуваат на гласачите да им понудат вистинско решение. Меѓутоа, таквиот внатрепартиски процес воопшто не е едноставна работа, бидејќи во прашање се групни и поединечни интереси кои по секоја цена сакаат да ја добијат довербата. Во Кочани како да владее привидно затишје и во двата партиски блока околу утврдувањето кандидати за градоначалник и за советници. Во јавноста провејува прашањето ќе се кандидирали повторно Николчо Илиев за уште еден мандат. Таквата неизвестност како да ги држи во заложништво сите други потенцијални кандидати кои засега резервирано се држат околу пројавувањето амбиции. Во сенка на кандидатите за градоначалник се кандидатите за советници, каде исто така е присутен поголем притисок од вообичаено. Во ВМРО ДПМН неофицијално кругот е сведен на тројца потенцијални кандидати, и тоа Љупчо Папазов, Миле Левков и Иван Иванов, иако партијата низ анкети го испитува пулсот на електоратот и со други имиња. Советничката листа пак ќе се крои според избирачки места, партиски заслуги и рейтинг на кандидатите кај гласачите. Многу поизвестно околу кандидатурите е во помалите општини. Во Чешиново, Блешево, СДСМ уште еднаш ќе му ја довери кандидатурата на Горанчо Крстев. Од опозицијскиот блок амбиции да исфрлат кандидат имаат ВМРО ДПМН, но и коалициониот партнер Социјалистичка партија, која во оваа општина е мощна и активна. Во најмалата општина Зрновци, актуелниот градоначалник Блаже Станков по 3 мандата најави повлекување, а изборната трка за нов градоначалник од ВМРО ДПМН најверојатно ќе ја трча Борче Коцев. Во СДСМ се уште во игра се 2-3 имиња, а изборот ќе зависи од резултатите од анкетирањето на гласачите. Голем интерес од членството на ВМРО ДПМН за градоначалничката кандидатура има во општина Виница, каде во игра се 8 до 9 поранешни кадри на партијата кои извршувале раководни функции. Во владеачката коалиција фаворит за уште еден мандат е актуелниот градоначалник Ивица Димитров, иако во партиски кругови се спомнуваат и неколку други имиња.